Добар ден, почитувани, ова е магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Обично родителите не размислуваат за времето кога нивното дете ќе влезе во пубертет и за сето она што е дел од него, особено кај девојчињата, а тоа е менструацијата. Кога треба да се јави првата менструација и дали потоа таа треба да биде редовна? Каков е тој синдром на полицистични јајници? Се за пубертетот кај девојчињата, денес код разговорот со професор доктор Мирјана Кочова, педијатар ендокринолог, генетичар. Разговорот следува веднаш по рекламниот блок. Пубертетот обично почнува порано од она што го очекуваат родителите, а може да се случи и да не го забележат тоа, особено кога се работи за девојчињата. Професор доктор Мирјана Кочова, детски ендокринолог и генетичар, е денеска во студиото на Телма и таа ќе одговори на бројните наши прашања поврзани со оваа тема, а во одреден дел од емисијата ќе ги вклучиме гледачите. Професорке, добар ден. Добар ден. Точно ли дека девојчињата порано влегуваат во пубертет во споредба со момчињата? Да, тоа е практично општа појава дека машките деца подоцна влегуваат во пубертет, а сега во моментов кај девојчињата општо прифатено правило е дека се она што ќе се појави како пубертетски знак после 8-та година е нормално. Значи, децата уште родителите ги сметат за мали, меѓутоа после 8-та година првите знаци на пубертетот можат да се појават физиолошки, нормално. Кај момчињата тоа е после 9-та година. Но денес има една тенденција да и овие рани знаци се појавуваат уште порано. Така да голема дебата се уште не прифатено е, меѓутоа имаше предлог да и 7,5 години биде ставено во таа граница. Значи родителите да не паничат доколку забележат знаци на пубертет на таа возраст. Можам да ви кажам дека многу честа консултација во ендокринолошките амбуланти е токму ова за пубертетот. Понекогаш се престравени родителите кога ќе видат влакна рано или кога ќе видат градички и така, меѓутоа ова се основните правила. Се разбира, има варијанти. Професорке, што обично се јавува како прв знак на пубертетот кај девојчињата, бидејќи денеска зборуваме за девојчиња. Дали се тоа, дали растот на дојките или пак влакнавоста? Или влакнавоста. Значи, пубертетот, целиот завршниот пубертет се состои од централен пубертет и од адренален пубертет. Значи, и хипофизата и надбубрежната жлезда учествуваат во оформувањето на завршениот пубертет кај едно девојче. 80% од девојчињата почнуваат со градички. И тие градички родителот не мора да ги примети, се додека детето не се пожели дека го боли, затоа што се допре, затоа што се растегнува капсулата на жлездата и практично детето чувствува болка ако некој го пипне, ако се удри, ако се допре до клупата, многу честа појава, нели? И тогаш тие упаничуваат и почнуваат да бараат, нели, консултации. Меѓутоа, значи, градичките се јавуваат како први стадиум од 8-та, па може да почнат се до 11-та и, значи, зависи пубертетот, не мора да се јави на 8-та година, напротив, тоа е најраниот, нели, што го. А го очекуваме да се јави секако кај девојчињата до 12 полни години, да почнат да се јавуваат знаците на пубертет. Значи, најнапред се јавуваат жлездички. Да, тоа е 80%. Дојки се јавуваат? Може само на едната страна да се јави жлездичка? Може да почне еднострано и во најновата литература стои дека до 6 месеци може асиметријата меѓу градичките да постои додека хормонскиот баланс не ги изедначи двете градички. Кај 20% од девојчињата пубертетот почнува со надбубрежен пубертет. Значи почнува со влакненца. Доле на лабиичките, значи се јавуваат влакненца, можат под мишките да се јават влакненца, може да се јави телесен мирис, засилен телесен мирис, исцедок на гатичките. Значи почнува така, а ги нема градичките. Но и тоа е во физиолошки граници. Не значи дека тие ќе имаат патолошки, ако на време се случува. А зошто некогаш кај децата на помала возраст, пред се кај девојчињата се јавуваат влакненца по нозете? Дали е тоа знак за пубертет? Значи вака, влакненцата за пубертет се само во пубичната регија и под мишките. Значи тоа што го сметаме ние за пубертетски влакна. Инаку, влакната по целото тело, тие се лануго влакна, тие се поинаков квалитет има тие влакна и тие не значат ништо. Ако детето е влакнаво,
Има други причини кои можат да го предизвикат. Најчесто фамилиарната влакнавост. Некој ќе видите дека фамилиарно е проблем, се Значи, депилираат. генетска предиспозиција. Генетска предиспозиција, коренот на влакното повеќе реагира на нормалните вредности на тестостерон што секоја жена ги има, нели? Меѓутоа кај овие дечиња може да се јават многу рано, некогаш бебенцето се раѓа со влакница по грбот, нели? Може да има, па доаѓаат на консултација. Исто така, подоцна во предшколската возраст, обично по екстремитетите, по нозете, по рацете. Во лето ќе посветлат, тие се лануго влакна, во зима ќе потемнат и тогаш родителите, нели, паника ги фаќа. Меѓутоа, денес постојат многу така нежни епилациони методи кои што можат, таа загриженост естетска, да кажеме, кај нив, кај едно мало дете, релативно, да ја згрижат. Особено кога ќе бидат девојчињата 10, 11, 12 години, заедно со пубичната влакнавост се потенцира оваа телесна влакнавост. Тоа е познато исто така. Значи, девојчињата кои ќе почнат да ги прават пубертетските влакна, се засилува малку и телесната, оние кои што не се рековме пубертетски влакна. Што е со телесните мириси? Може ли да изостанува сето ова што го навидовте, а детето само едноставно да има некаков мирис под пазувите, видите, мирис на пот? Денеска е тоа голем проблем. Значи, голем дел од консултациите се заради телесен мирис. Од тој телесен мирис ќе се јави кај деца кои што се 6 годинки, 7 годинки, 8 години, значи релативно рано, кога не се очекува да имат како возрасен, нели, мирис, и тогаш бараат консултација што да прават, како ќе одат во школо, па почнуваат да ги бањаат 5 пати, па да ги замиваат, па да дезодоранс да стават и така над. Телесниот мирис е еден од знаците на адреналното созревање, надбубрежното созревање и подготовката за пубертетот. Но кај некои деца имаме без јасни причини засилена активност на адреналката. И ние имаме многу дечиња кои што ќе појават и пубична влакнавост порано отколку што треба, нели? Ама тоа нема да се одрази на нивниот завршен пубертет. Заради тоа, може би ќе зборуваме, се прави диагностика нормално, кои ќе бидат бенигни, на кои ништо нема да им се случи, а кои треба да се доиспитаат, да не се работи за некоја состојба на надбубрежната жлезда или генетика на надбубрежната жлезда, која може да даде практично забрзано рано појавување на вистинскиот пубертет, адренален. А како изгледа растот на децата пред пубертетот, на почетокот на пубертетот, за време на Кај пубертетот? девојчињата е многу интересен. Всушност, ако ја погледнеме кривата на растење, сите криви на растење, ќе видиме благо опаѓање на растењето пред пубертетот. Значи, непосредно пред стагнација во растот. имаме едно мало стагнирање и после тоа таа крива почнува да расте. Се разбира дека таа е многу помалку изразена, тоа добивањето на висина кај девојчињата отколку кај машките. Значи, кај машките може да биде 10, 20, 30 сантиметри да пораснат до тега. Кај девојчињата оди доста благо, меѓутоа најголемото растење е во втората и третата фаза на пубертетот. Тоа значи кога градичките веќе се развиени, влакнавоста веќе се појавува, градичките добиваат друга форма, ареолата расте, нели, брадавката и така натаму, тогаш се забрзува и растењето. Но многу е ретко кај девојчињата да вие не сте го виделе детето 5 месеци и одеднаш гледате возрасно дете. Значи, многу по-бавно и по-долго трае ова растење во пубертетската возраст и завршува кога ќе почне циклусот, менструацијата, кога ќе почне, тука завршува, односно се доаѓа во завршна фаза, во просек девојчињата од како ќе добијат циклус. Не еден циклус, него неколку циклуси кои што ќе покажат дека веќе почнала менструацијата, тогаш тие растат некаде околу максимум до 5 сантиметри. Меѓутоа, и тука има исклучоци. Пубертетот, како и се друго, јас сум имала девојчиња кои што пораснали 10 сантиметри после добивање на циклус, што било неочекувано, нели? Според книгите. Значи, пубертетот си има свој темпо кај секој дете? Да. И различни карактеристики, всушност. Темпото на брзината, значи кај некои деца пубертетот завршува многу брзо. И затоа ние ги следиме тие деца, значи почесто за да видиме да не ни заврши растењето многу брзо. Додека кај некој тоа трае и трае и трае. И има некои сознанија во литературата дека зависи, дека е фамилиарна динамиката на пубертетот. Не значи дека мајката точно како била, али блиските роднини од прва линија, значи може да е детето изметнато на некој кој што имал токму таква динамика на пубертетот. Професор
Професорке, како растат дојките кај девојчињата, градичките? Со кое темпо? До кога растат? До кога растат? Па тие растат, имаат 5 стадиуми дојките. Значи, почнуваат како нула, тоа нема ништо, па потоа првиот стадиум, кога од веќе се појави зрнце, па вториот стадиум, кога градичката веќе добро се гледа, па третиот стадиум, кога мамилата, односно брадавката, добива посебна форма, па четврти стадиум, кога веќе се оформува целото жлездено ткиво, и петиот стадиум е веќе една возрастна, да кажеме, дојка. Можете ли да процените врз основа на големината на дојките, потоа влакнестоста на телото, не знам, ширината на колковите, слично, дали девојчето ќе добие менструација или не? На еден преглед кога ќе за менструацијата ја проценуваме на друг начин. Значи, менструацијата кога имаме некоја дилема во однос на пубертетот, дека не оди со соодветна брзина, дека нешто се случува несоодветно, многу од голема помош е правењето на ултразвук на јајничињата преку мешето со полно бешиче и се гледа онаму каде што се приближува пубертетот. Прво ќе видиме бројни фоликули со одредена големина во јајниците и ќе видиме лесно благо задебелување на ендометриумот. Значи мора да се здебели, значи ендометриумот, зидот на матката, за да имаме крварење, нели, за да се појави циклус. Така да општо вака едно сознание кај родителите кое што не одговара на реалноста е тоа дека тие често пати се плашат ако се појавило градичка, готово се ќе почне крварење. Менструалните крварењето е петиот стадиум на, значи кога обично колку време ве поминува појавата на жлезеното ткиво до првата менструација? Ви реков дека динамиката е варијабилна, меѓутоа обично околу 2 години. Трае од првото појавување на градичките до менструација. Обично на која возраст девојчињата сега добиваат менструација? Во Македонија немаме прецизни податоци, пошто ја немаме таа база на податоци, меѓутоа во светски рамки околу 11,5 до 12 години во различни земји. Значи тоа е веќе нешто нормално, 11 нормално да добијат 12. Но морам да ви кажам дека имаме ние деца кои што имаат не предвремен, туку ран пубертет, девојчиња, кои што и фамилиарен и генетски предиспониран, и имаме, да кажеме, денеска веќе јас имам неколку пациенти кои што имаат циклус на 10 години, ништо не им фали, ниту висина, ниту созревање. Едино оној емотивен момент кога детето на 10 години мора да води сметка за една таква. Не се подготвени за такво нешто. Да, и неги јас лично не сакам многу да се мешам во хормоните на пубертетот, значи повеќе сакам да тој настапи природно, отколку да се стимулира или инхибира, освен кога мора, со хормони. Затоа што тоа е хормонска терапија и веројатно дека секој организам има предодредена своја карта и динамика како се развива. Ако нема застој во висина, ако не му пречи многу, ако е зрело детето, зошто да не? Не е тоа голем проблем. А кога сметате дека доцни менструацијата? До која возраст треба девојчето да добие менструација? Значи вака, кај девојчињата е тоа многу комплексно. Има многу причини кои што може да предизвикат изостанување на циклусот. Прво, изостанувањето на циклусот се става во перспектива на тоа дали ги има или ги нема секундарните полови белеси. Ако тие не се јавуваат, може да се работи за мутации на хормоните кои што го контролираат пубертетот, може да се работи за неразвиени јајници. Значи има девојчиња што си се XX, ама јајниците не се доволно развиени и не можат да учествуваат во хормонскиот дел, нели, својот хормонски дел кој што се во голема мерка и естрогените, нели, така да покрај надбубрегот и они излачуваат и естрогени. Така да има многу проблеми. Меѓутоа ние за да кажеме кај едно девојче дека доцни пубертетот, многу е тоа ретко за разлика од машките и обично тоа го велиме кога има 13 години детето, а нема знаци за пубертет. Се уште нема знаци. Ако има знаци за пубертет, тогаш го гледаме јајникот и очекуваме. Следите. Да, и следиме. А каква улога има дебелината, бидејќи се повеќе деца имаат покачена телесна тежина? Каква улога имаат вишок од килограми врз почетокот на менструацијата, односно менструалниот циклус? Има сознанија дека дебелењето, значи порано ние кога сметавме кога треба да порано се занимававме повеќе со задоцнетиот пубертет отколку со предвремениот, меѓутоа тогаш секогаш гледавме како оди коскената старост, значи колку е староста на коските кај децата за да процениме дали одговара пубертетскиот статус на неговата вистинска хронолошка возраст. Денеска знаеме дека практично дебелите деца имаат
порано почнуваат со пубертетот, повеќе растат, а и растот и коскената матурација се неопходни за да се добие циклус. Значи, се мислеше и се уште се мисли дека 12 години коскена возраст е возраст кога се добива циклус. То можете да го процените со снимка со на шаките? Со снимка на шаките и тоа ни е нашата прва алатка. А понатаму се разбира и хормоните. Хормоните се стратифицирани според стадиум. Нели рековме 5 стадиуми, во секој стадиум се знае колку треба да се движат хормоните. И кај женските, и кај машките деца. Како изгледа првата менструација кај девојчињата? Како изгледа? Кај некои девојчиња, и тоа не е мал процент, таа почнува и продолжува регуларно. Можда кај околу 50% кај децата си почнува со неколку дневно крварење и си почнува и секој месец циклусот се појавува. Кај други девојчиња, и тоа е исто така нормално, зашто се работи за голема група од над 50%, кај нив почнува крварењето, па потоа ќе нема 2 циклуса или еден, или ќе прескочи, па тек после 6 месеци ќе се појави вториот циклус. И заради тоа правилото е, и ако сме во рамките на возраста за која зборувавме, тогаш правилото ние чекаме секогаш година, понекогаш и година и пол, за да се регулира циклусот. Кај некои девојчиња се јавува обилно крварење, кај некои девојчиња се јавува оскудно крварење. И последните наоди покажуваат дека кај овие девојчиња треба да се мисли на патологија од јајникот, во смисолот и на полицистичен јајник. Кај овие кај што нема во рокот од првите неколку месеци, кај што дојде полименореја многу, па мораат да примаат нели лекови за да застане крварењето, за да не искрвари детето. Тие не се многу чести, но поретки се да го нема после известно време крварење. И сега се смета дека недостиг на крварење од како ќе почне циклусот од 3 месеци, дека веќе треба да се направи испитување за полицистичен јајник, односно не полицистичен јајник во вистинската смисла на зборот. Што значи полицистичен јајник? Дека многу фоликули има во јајникот. Тие се венечки наредени и можете убаво да видите целиот е полн со цисти јајник. Меѓутоа, кај возрастните, тоа е неопходно за да вие кажете овде има полицистичен јајник. Додека кај децата и адолесцентите не мора да го има такви, не мора да биде полицистичен класичен јајник, затоа што кај децата има често пати повеќе фоликули кои што практично се суперпонираат со сликата на полицистичен јајник. Така да дури и во правилата што е тоа полицистичен јајник, кога ќе кажеме дека едно дете има полицистичен јајник или адолесцент, не влегува да го видите на ехо. Дури на запад не го ни прават ехото. Како вклучен критериум за полицистичен јајник. Значи, кога има вакви регуларности на циклусот, ние мораме прво да го погледнеме јајникот, да видиме дали го има прво. Прво, нели да видиме големината, дали е нормално развиен и така натаму. Би било добро да имаме таа представа. Второ, да ги земеме хормоните кои што одговараат на одреден стадиум, нели, на пубертетот. Дали ги има, дали ги нема и така натаму. И трето, да ја видиме клиничката слика. Секогаш не е лошо да се завземе експектативен став. Што значи тоа? Тоа значи да се чека. На почетокот на пубертетот, јас имам таков приод да секогаш гледам дали физиологијата ќе надвладее. Дали ќе се регулира циклусот или нема да се регулира, се разбира следејќи ги и сите други знаци. Сега, овој ран полицистичен јајник обично оди и со фамилиарна предиспозиција. Полицистичниот јајник е многу фамилиарно предиспозиран. И тој е мултифакторијално наследен и со генетиката, и со стилот на живот, и со телесната тежина. Ние можеме практично да го оштетиме јајникот и со дебелење. Затоа што практично хиперинсулинемијата влијае и на излачувањето на другите хормони, разбирате. Така да, во случајов, значи ние го чекаме, година дена го чекаме. Го чекаме крварењето, редовното крварење го чекаме. Понатаму, во денешно време, доколку немаме друга патологија, само нередовни циклуси, има девојчиња кои што имаат нередовни циклуси. Денеска веќе после таму 15-та година имаме многу добри контрацептиви за млади, со мала доза.
Родителите многу се плашат од И родителите контрацептивите. многу се плашат дури кога ќе им кажете да земаат 3 месеци, 6 месеци. Напротив, ние задниве децении не сме имале проблем од како ги имаме овие контрацептиви. Значи децата Значи безбедни се, сигурни си, дават добри безбедни се, не ефекти. прават гоење, не прават надуви, не прават И така влијат кај возрастните жени, или се покачува апетитот? Така. Промени во расположението се да не ви кажам ризици дека- се јавуваат за тромбоза и слично. дека голем дел од младината во Соединетите Американски држави ги зема како контрацептиви, затоа што рано ги почнуваат сексуалните односи, нели? Така да меѓутоа тие контрацептиви и ги примаат долго време, нели? Тие се добри и се вклучени како регуларна терапија на полицистичниот јајник кај девојчиња, кај млади девојчиња. Ќе ги вклучиме професорки гледачите од овој момент да може да постават прашања во денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зборуваме за пубертетот кај девојчињата, за менструалните циклуси, но и она што представува проблем и се почеста диагноза, а тоа се полицистичните јајници, поточно синдромот на полицистични јајници. Зашто го викаат синдром? Затоа што синдром е од повеќе се состои од повеќе елементи. Обично девојчињата кои што имаат ваков проблем имаат и акни на лицето, така. и влакна на одредени делови на исто така на лицето, на вратот. Се депилираат рано. Тоа се должи на надбубрежните хормони, односно на андрогените, на хиперандрогенизм. Значи на машките хормони всушност. Машки сега, знаете, и мажите и жените имаат и машки и женски хормони, значи се должат на тестостеронот, андростенедионот, дихидроепиандростеронот, сите тие андрогени машки као хормони, нели? Ама нивните вредности кај овие деца се повисоки отколку во нормалната популација. Дали секоја девојче што ќе има акни на лицето, всушност во позадина стои ваков проблем со полицистични јајници? Не. Имаме тописки, значи, проблеми, но ако акните не реагираат на дерматолошката терапија, тогаш веќе е сомнител. На дерматолошка терапија, нели, креми локално што се дава, значи тие практично реагираат на таа терапија. Ако се тие многу упорни, тврдокорни, тогаш и ако се појават и по другиот дел на телото, по грбот, по напред, по градите, значи тогаш веќе се сомневаме. Имаме гледач на линија, виднаш ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. На телефон мајка на 12 годишно девојче. Така. Циклусот ни започна пред некои 7-8 месеци и немавме никаков проблем со редовен циклус во време трајање од 7 до 8 дена, без посебни проблеми, болки и слично. Меѓутоа последниот циклус се пролонгираше во смисла еден ден крварење, па еден ден пауза, па потоа уште неколку дена крварење, за да наредните дена, некаде до 17 дена, имаше само исцедок од 1, 2 до 3 капки кафеава. Кафеав исцедок, значи не беше она... Не беше класично крварење, така. Со С-витамин дневно по 500 мг, не знам колку е тоа и во ред и не, меѓутоа со оглед на временскиве промени и се и неизни активности, се стабилизира. Во ме интересира дали е тоа во ред, треба нешто да превземам дополнително или да оставам временски да се чека. Така, едно убаво прашање. Ви благодарам, професорке, под прашање само да немате некоја? Не. Се во ред, Ви благодарам за вклучувањето. Почнал нормален циклус, трајал нормален циклус, така се случува многу често. За да после почнува да откажува. Сега, некогаш може да биде чисто заради сезона, например во летни месеци, некојаш да паузира, да прескочи, да биде необичен циклусот. Меѓутоа, предлагам да чекате од сега 3 месеци и да видите како ќе оди динамиката на крварењето. Ништо нема да му се деси на детето, мало е, 12 години, да почекаме дали тој циклус ќе се врати повторно во нормални граници. Ако не се врати, тогаш можеби ќе треба да се погледне јајничето, да се види како изгледа детето, да се види пубертетот и така. Витаминот С, многу родители го даваат доколку крварењето е поизразено за време на менструацијата кај нивното девојче. Може ли тоа да го намали, да го спречи? Директно витаминот С само поддржувач на коагулацијата. Значи, мислам дека не е тоа некоја терапија која што се препорачува. Меѓутоа, ако витаминот С никогаш не е лошо да се земе во одредена количина, заради тоа што многу малку во современата исхрана одат пиперки, например, виде колку ретко децата јадат пиперки, нели С витаминот.
Естествено, со огромна количина содржа там пиперки. Да, колку ретко, да речеме, и лимунади, повеќе пијат цедевита отколку лимуни, така натаму, после со ова загадување, така не се многу изложени на сончева. Мислам дека не е грешка, меѓутоа дека како терапија не може тоа да биде дефинитивната терапија. А каде треба родителите да се јават во ваков случај? Дали на ендокринолог или пак на гинеколог? Тоа е уште една дилема кога се работи за 12 дека годишно постои девојче. дистинкција помеѓу ендокринолозите и гинеколозите. Мислам, секоја чест ние многу соработуваме со гинеколозите, секогаш имаме поле на прекривање, нели? Меѓутоа, се додека детето има 16, 17, 18 години, сепак треба прво да се јави на детски ендокринолог. Значи таму да се направат Ако тие треба, подобни ќе се упати, испитувања. да. И да се погледнат јајниците, сето тоа таму може да се процени за каква состојба се работи. Се враќаме на полицистичните јајници. Ви ќе споменавте дека девојките, девојчињата што го имаат овој проблем, овој синдром, имаат проблем со акни, кој што тешко се лечат, имаат влакнавост. Што друго како симптоми? Можете ли вие врз основа на физичкиот изглед, кога ќе се појави млада пациентка кај вас, да предвидите дали всушност го има овој проблем? Ако знаците се изразени од наврата. Значи, многу е јасно, затоа што влакната се на специфично место, се на брадата, на вратот се, акните на лицето се, обично се полни, најчесто се полни, иако постои тоа е уште потешка форма кај слаби девојки кои што се јавува полицистично, значи се полни обично, страдале од губење на тежина и имаат специфични знаци на кожата како хиперинсулинемија, значи акантоза, потемнување на прегибните делови на кожата, така да може уште веднаш и кој ќе каже дека има олигоменореа, дека нема циклуси, дека фалат циклусите и веќе тука пола од диагнозата е тука. Меѓутоа, за да бидете вие сигурни дека се работи само за значи дека причината за оваа појава, за клиничката слика е полицистичен јајник, тогаш практично е неопходно да се направи хормонска обработка, која е многу специфична. Таа ќе покаже хиперандрогенизам. Овие што ви кажав, зголемени тие хормони и друго, ќе покаже специфичен расчекор меѓу хормоните на хипофизата. Хипофизата лачи под дејство на хипоталамусот, има таму еден релизинг хормон која стимулира хипофизата и таа лачи лутеинизирачки хормон и фоликулостимулирачки хормон. Фоликулостимулирачкиот е повеќе, да речеме, женски хормон, али лутеинизирачкиот хормон е одговорен за пубертетот и кај мачките и кај женските. И сега, обично, кај една девојка, треба да биде повисок ФСХ, значи фоликулостимулирачкиот, отколку лутеинизирачкиот. Вие типично кај оваа група на пациенти ќе добиете двократно, трократно зголемување на лутеинизирачкиот хормон. Тоа ви е едниот знак, понатаму андростенедионот е висок, тестостеронот е висок и веќе ја имате диагнозата, пошто кај девојчињата не е неопходен ехото на јајникот, иако ние велам го правиме, меѓутоа овие два знаци ќе ви бидат знак дека има и недостигот на циклус, дека детето има полицистичен јајник. Втората работа која мора да ја расчистите, дали тој полицистичен јајник кај детето е само изолиран или други коморбидитети веќе прави. Зашто многу често полицистичниот јајник е поврзан со метаболичкиот синдром, во кој што се подразбира хиперинсулинемија, зголемена гликемија после стимулација, вовед во диабетес, тироидни нарушувања и така. И сите нарушувања на дебелината. И она што ние денес го знаеме, а на што треба посебно да внимаваме, е дека оваа дебелина, која што оди заедно со полицистичниот јајник, како и другата екстремна дебелина, предиспонира и кон канцер подоцна во животот. Доколку сето ова се третира на време, се намалува ризикот? Да, апсолутно. Апсолутно. Имаме девојчиња кои што многу добро ги држиме под контрола. Сега, како ги држиме под контрола? Индивидуална е проценката што треба да се направи. Прво и основно промена на животниот стил, апсолутно. И кога вие овие ризици ќе им ги кажете, обично голем дел од родителите соработуваат и децата соработуваат. И не ги знаат овие ризици на овој полицистичен јајник. Понатаму, ако немаме, значи, мора многу да се заложи за да се изгуби тежина, зашто со губењето на тежината некои од девојчињата добиваат циклус. Го резумираат циклус. Ако не можеме тоа да го постигнеме, тогаш даваме инсулински протектори, односно даваме метформин.
Сиофор, лек значи кој што се метформинот, дава овој кој што се дава против високата инсулинемија. Тој е стабилизатор на Да, инсулинемијата. родителите обично се чудат зошто детето има го спречува полицистични јајници, а добива всушност лек за покачен шеќер. Да, затоа што има интеракција меѓу хормоните на јајникот и инсулинемијата. И второ, се даваат контрацептиви. Значи контрацептивите се Тоа е всушност втората, двете линии заедно може да одат едната и другата. За акните, значи има и други, да речам, пристапи, ако треба, ако е главниот проблем на девојката акните, сигурно дека и тие треба засебно да се третираат покрај овој основниот нејзин проблем. Така да бидејќи се работи за млади девојки, за кои што ние уште не гледаме дали ќе раѓа, нема да они се девојчиња 14-15 години, не знаат дали ќе се мажат воопшто, дали ќе сакаат деца, ме разбирате? на почетокот всушност на својот живот на својот сексуален и репродуктивен. Но ние секогаш како терапеути го имаме на ум тоа дека кај девојчињата со полицистичен јајник, ако не примаат контрацептиви, некој од циклусите ќе биде со јајна клетка изфрлање, овулаторен. Че ќе има овулација, некој од циклусите што ќе ги случајно еве на 5 месеци ќе добие еден циклус, па ќе биде овулаторен. Кај нив, бидејќи имаат многу фоликули, ќе налетаат во овулацијата сите фоликули. И ниједен нема да се оплоди дете 14, 15, 16 години, меѓутоа ќе ги изгуби. Од јајникот тие фоликули веќе не се функционални и практично затоа е оваа голема ризик во иднина и за реализација, за стерилитет, полицистичниот јајник е еден од главните да кажеме. Затоа треба веднаш да се пристапи кон лекување. И затоа треба да се лекува така како што треба. Имајќи предвид дека лековите се сигурни, и метформинот, и овие контрацептиви благи за млади, значи дека се добри и практично голем дел од девојките со полицистичен јајник практично ќе имаат потреба од терапија се додека не решат да формираат семејство. Професорке, што е со девојчињата кои што немаат полицистични јајници, но имаат нередовни менструални циклуси? Дали кај нив се препорачува хормонска терапија со контрацептиви? Понекогаш помага, таму не одиме рано, чекаме. Така доста ги зимаме сите анализи, дали јајникот функционира нормално, нели дали ја има нормалната. Ја следиме овулација од тие циклуси колку се овулаторни е битно исто така да се види, да се процени, нели? Така да кај нив не брзаме толку, меѓутоа и кај нив доваѓа предвид давањето на терапија која што ќе го регулира, али кај нив може да се прекине па да се види дали регулацијата функционирала и дали понатаму ќе продолжи со регуларен циклус. Тоа е тоа, меѓутоа она што не го спомнав, а треба да се знае, е дека девојчињата полицистичниот јајник најчесто го пројавуваат во после 15-та година. Значи не веднаш по не мора добивањето на одма ние да го... менструација. И кои се тие ризични деца кои што ќе ги видиме ние, а за кои ќе се сомневаме дека може би ќе се јави. Има неколку категории кои што имаат почесто полицистичен јајник. Тоа се децата родени мали за гестациската возраст. Девојчињата кои што се родени мали, затоа што тие имаат промени во метаболизмот, имаат малку повисока инсулинемија, уште од раѓање, нели, уште интраутерино. Значи нив ги следиме, ако кај нив се појават влакненца рано, надбубрежни знаци на андрогени, тие ги следиме доста често. Тие деца кои што барем еднашка на 6 месеци мора целата да ја повториме приказна, нели? Поготово ако напредува влакна и сето тоа, нема да кај нив нема да се јави централниот пубертет. Кај нив само ќе се јават овие знаци на надбубрежната жлезда. Понатаму имаме девојчиња кои што појавуваат влакнавост и телесен мирис доста рано. Од нив се знае дека некаде околу 30% подоцна може да развијат полицистичен јајник. Значи, затоа ние ги гледаме и ги контролираме, инаку знаеме дека пубертетот ќе си продолжи нормално. Ама подоцна, кога ќе дојдат во адолесценцијата, може да се појави полицистичен јајник. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. На телефон една баба, имам внука од 6 години. Уште како бебче, ја беше повлакнесто
Сега има 6 години, влакнавоста е ползабележителна. Кога ќе се испоти и мишината и мирисат. Има на грбчето, има по ножината и рачината влакнавост. Дали треба да се превземи нешто или е рано? Така, добро. Барам совет. Дали е полно детенцето? Дали е полно детенцето? Дебелко дали е? Не е Не. дебелка. А кажете ми, која му беше родилната тежина? Па неполни 3 кила. Неполни беше 3 кила. Добро, тоа спаѓа во она категорија која што е мали за гестацијската возраст и практично можда една обична контрола кај вашиот кај матичниот, па тој ќе ве упати доколку процени, бидејќи влакната не се на специфични места. Значи, влакнавоста рековме дека може да биде цел живот да ја има детето, ама ако не е на специфични места, дека не е нешто што треба да се поврзе со пубертет. Дури телесниот мирис. И телесниот мирис е хиперандрогенизам без влакнавост не треба специјално нешто да се прави. Значи само доколку се јави влакнатост на Ако се јави влакнавост, обична регија, таа што е карактеристична. Сега би сакала да ве прашам нешто во однос на тоа дали родителите треба да разговараат со своите девојчиња за менструацијата, бидејќи ја добиваат, еве споменавте, понекогаш и на 10 години, нормално на 12 години. Треба ли да ги подготват за сето ова? Апсолутно. Штом ќе почнат да појавуваат знаци на пубертет, девојчињата обично се уплашуваат кога ќе заболи цицето или нешто кога ќе се случи такво. Значи, треба тогаш веќе да почнат да кажуваат што се случува, што ќе им се случи во иднина, за да не се исплашат. Добивањето неочекувано на циклусот може да предизвика големи трауми кај детето, стрес одеднаш да прокрвари, тоа е многу страшно, и крвта сама по себе. Меѓутоа, треба да се разговара со него, да се каже, да се очекува, да се предупреди, кога ќе се појави нешто такво, да и се каже на родителот. Значи да се запознае. Многу полесно децата го прифаќаат тоа кога се помали, отколку кога веќе се на прагот на крварење. Обично кога ќе добијат менструација, знаат и тие да се насекираат бидејќи слушнале приказна дека запира растот за време И тоа на рековме пубертетот. дека не е прво, една година ја имаме пред нас во која што ќе видиме дали ќе порасне уште 5 сантими, дали ќе се регулира прво циклусот. Имаме некогаш да добие еден циклус, па потоа, после 6 месеци да го добие вториот. Меѓутоа, имаме ситуација кога можеме веднаш да направиме снимка на шаката и да видиме значи можеме да предвидиме колку ќе биде растот. Се разбира, тоа многу внимателно им се предочува и на родителите и на децата, затоа што ние не можеме да гатаме, меѓутоа можеме од прилика да заклучиме колку ќе биде телесниот раст. Затоа што во телесниот раст учествува, значи хормонскиот статус, меѓутоа и висината на родителите, а најмногу на кого е дете, значи растот се наследува мултифакторијално. На кого е детето метнато, што рекол народ, нели? Значи, ние имаме високи родители, каде што детето е копија на тетката, на бабата или, нели? Значи, и тоа е важечко. И тоа е реално. Значи, ние не можеме во денешно време да кажеме, ај уште 2-3 сантима да пораснам, дај некако да го одложиме циклусот. Не. Значи, циклусот ако е нормален, пубертетот ако е нормален, ви кажав, ние не се мешаме во него. Значи, ако можеме да помогнеме, ама да не растуриме. Се следат оние перцентилни криви за растот, Така. кои што треба да ги исполни детето. Така. А доколку е, да речеме, за време на кога ќе се јави менструацијата, се намали тежината и детето е на долната крива, на перцентилната крива, или пак одстапува, ќе има ли проблеми со растот? Да, ќе има, затоа што завршувањето на пубертетот води кон затворање на епифизите на коските. И тука завршува растењето. Затоа, значи и естрогените, и тестостеронот кај машките, тие ги затвараат епифизните линии на долгите коски каде што се расте. И практично ние затоа, тоа ни е една многу важна алатка, значи снимката на шаки, да видиме уште колку време можеме грубо да процениме има за растење. Меѓутоа, исто така важи, ние грубо пресметуваме према висината на родителите колку би требала да биде очекувана висината на детето. Меѓутоа,
ни е дозволено плюс минус една сигма. Тоа е многу. Што значи една сигма? Една стандардна девијација плюс математички. Така. Значи, една стандардна девијација ни е дозволено. Така, например, ние ако пресметаме дека детето треба да има 170 сантиметри, нели, према висината на родителите, ние можеме тоа да биде и пониско од мајката. Затоа што е дозволено да биде и повисоко и пониско. И затоа ние имаме родители кои што се ниски, а имаат високи деца и обратно. Затоа што растот е мултифакториелен. Зависи од многу гени во фамилијата. Зависи од фамилијата на бабата и дедото, значи наследната генерација, така да често пати се наследува од нив. А што е со девојчињата што ќе влизат во доцен пубертет, кои што доцна ќе добијат менструација? Дали кај нив ќе се јават некакви проблеми понатаму во животот, како што се полицистичните јајници, што ги споменавте? Дали тоа е ризик фактор? Може да биде знакот за доцно појавување на циклусот и изостанување на циклус. Така да прво тоа ќе се исклучи. Ќе се види дали имаат хиперандрогенизам. Но има тнки девојчиња, слим, постојано си на диети сега, така? И постојано слабо јадат, се стално како манекенки и кај нив доцни и пубертетскиот развој и циклусот. Тие обично се однесуваат понатаму нормално. Кога еднаш ќе настапи циклусот е нормално. А обично девојчињата, тоа сакав да кажам, они цело време гледаат една на друга. Се споредуваат. Тоа е нормално, нели, за пубертетскиот период кога другарот им е поважен од родител. Зошто сите имаат во делениот циклус? Така, сите имаат циклус, сите имаат влакна, сите се повисоки, сите се И тоа е тој главен момент кога ние го правиме советувањето со родителите, зависно дали детето се движи во нормалните граници. Оти нормалните граници не се баш мали. Ако видите кривата на растење се разликува 20-30 сантима, нели? Така да и пубертетот исто така. И појавувањето, нели, на пубертетот, како што видовме, тоа е многу една комплексна која што се уште не е проучена динамика самиот пубертет. Созревањето хормонално е нешто за што мислам беше доделена и Нобеловата награда за следењето како тоа све се случува. Многу комплексен процес. Комплексен процес, но родителите се обидуваат да ги симплифицираат нивните прашања и бараат конкретни одговори, да речеме, доколку детето добие рано менструација, доколку девојчето добие рано менструација, дали значи дека порано во животот ќе влезе во менопауза? Тоа се едни од основните прашања. И тоа не е така. И тоа не е така. Значи има девојки кои што добиле многу рано менструација, а менструирале до 55 години, мисля без да направат. Има други кои што добиле покасно менструација. Тоа зависи од резервата практично на јајникот. Колку фоликули има, колку менструации може он, колку овулаторни циклуси може да даде, нели? И затоа во денешно време, како што е предвремениот или касниот пубертет чест кај машките, така исто така е честа и предвремената менопауза. Многу честа. На 40 години веќе жените влегуваат во менопауза. А како што имаме денеска да подоцна се влегува во брак, подоцна се раѓаат деца, значи популацијата е во голем ризик. Но не треба да се секираат сите оние родители што имаат девојчиња што добиле менструација порано. Големиот дел во денешно време, големиот дел од овие третирани пациентки ќе си родат нормално без никакви тешки процедури, а другите ќе одат на процедури за раѓање кои што и денеска се развиваат и се по неофанзивни. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што обработивме оваа интересна тема, која што представува предизвик за децата, значи за девојчињата не е едноставно кога ќе влезат во оној живот во кој што редовно ќе имаат менструација, имаат многу обврски околу тоа, хигиенски и не е едноставно дури ни за родителите да се справат со сето тоа. Пубертетот сам по себе е комплексен. А ова е нешто на што не се размислува кога ќе се родат децата. Точно, на мојата порака би била да родителите не се плашат. Значи за секоја од овие работи кои што на нив им се чини непозната, ниеден од нас не помни кога он почнал да појавува влакна или што му бил. Значи и родителите не помнат и затоа им се чини дека е тоа сега повеќе анализираме. Кузна колку рано, друго сега постојано се анализира, трето телесниот мирис на времето, детето цел ден беше на улица, денеска цело време го мирисаме дома, нели? Така да цело време сите тие работи ги забележуваат порано и затоа ги плашат. Меѓутоа, нема потреба за се од ова има чаре, што се вели. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Благодарам за поканата.
Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.